Во општина Штип се одржа јавна расправа за изградбата на експресниот пат Штип-Кочани. Жителите на селата доуж патот беа информирани од проектантскиот тим каде ќе поминува новиот експресен пат и колкава земјоделска површина ќе биде зафатена со изградбата на оваа нова делница. Бошко Целаков, дел од проектантскиот тим на фирмата Чакар Партнерс од Скопје, вели дека експресниот пат низ атарите на неколку штипски села ќе биде во должина од 14,5 километри и е наречена Клучка Ванчопреке и е дел од државната патна мрежа А3. Патот кој го градиме е дел од државната патна мрежа, државната патна мрежа именувана како А3, која се протега од Делчево преку Кочани, Штип, Велес, Градско, Прилеп, Битола до Охрид. Патот е со геометрија, со ширина на патот 11,4 метри, тоа е пат сличен како овој што се гради моментално од Велес до Кадрифаково, значи со таа ширина. Јас би кажал ќе има подобри геометриски карактеристики поради тоа што во блиска иднина ова патна делница ќе прерасне и во автопатско решение. Инаку со изградбата на експресниот пат од Штип до Кочани ќе се одземат од 350 до 400 хектари плодно земјоделско земјиште, од кои 75% ќе бидат државно земјиште, а останатите 25% се приватно земјоделско земјиште. При тоа се избегнува и овој пат да поминува низ селата во Штипскиот и Кочанскиот регион, што го прави и безбеден за местното население, но и за возачите. Ќе се одземат околу 450 до 500 хектари, од кои 2/3 ќе бидат на државно земјиште и 1/3 приватно земјиште. Првичната замисла беше постоечкиот пат од Штип до Кочани да се прошири. Меѓутоа, од многу причини тоа беше неповолна варијанта, требаше да помене брза сообраќајница низ населени места, тоа значи да кажам по-небезбедна траса за местното население. И затоа сега трасата е поместена нешто северозападно од постоечката траса на 2 до 3 километри, се заобиколуваат овие населени места и доста поповолна. Значи во прв момент Чардаклија, а во втората делница што ќе се гради од Крупиште до Кочани, таму се заобиколуваат и Чешиново, Облешево, значи патот ќе гравитира во нивните атари, меѓутоа нема да поминува низ самите села. На делницата од Штип до Крупиште ќе има 10 патници и подпатници, додека од Крупиште до Кочани ќе има 3 мостовски конструкции и 10 патници и подпатници. Планирани се 4 клучки, од кои првата е кај тир зоната во Штип, а последната е старата клучка кај Кочани, која ќе биде реконструирана во целост.